Добре дојдовте во четврточното издание на вестите кои власта не сака да ги слушнете. Јас сум Кристина Костова, а во денешните вести на Слободна Македонија ќе гледате граѓанскиот парламент на опозицијата со прашања кои власта не сака да ги одговори. Новинарството под закана. Притисоците на власта не стивнуваат. Отпорот не стивнува. Протестите се помасовни. Сојузот за иднината ја презеде власта во Демир Хисар. Додека во Собранието на Република Македонија еден куп ефтини актери со нарачани прашања му помагаа на премиерот да глуми транспарентност и отчетност, пред законодавниот дом Сојузот за иднината одржа граѓански парламент. На денешниот граѓански парламент, граѓани, експерти, интелектуалци од повеќе општествени сфери упатија прашања кои режимската власт одбива да ги одговори. На граѓанскиот парламент, меѓу другите, своје излагање има и експертот за испитување на јавното мислење Дане Талески, председателот на Лекарската комора во Битола доктор Гоце Чакаровски и уредникот на порталот Окно, господинот Никола Гелевски. Господине Велјановски, на македонскиот народ и на целата држава му должите одговор. Кој даде наредба да се прекрши Уставот на Република Македонија? И кој даде наредба да се погази демократијата во државава? Затоа, господине премиер, ќе ви поставам неколку прашања. Дали мислите дека граѓаните на Република Македонија се среќни? Дали мислите дека граѓаните на Република Македонија живеат во благосостојба? Дали мислите и понатаму да не делите по сите основи со страх, уцени и притисоци? На излегување од оваа институција, за мене е излегување на светлината на денот, излегување од пештерата. Тој чин има огромни ризици, вие ги знаете самите, но мислам дека напуштањето на институциите во моментов е императив и дури измудено и дури е последна шанса земјава да фати некаков понормален колосек. Спикерот на Собранието Трајко Вејановски во познатиот заканувачки стил на режимот се постави во улогата на уредувач и цензор на медиумите. Вејановски побарал од уредничката на Утрински вестник Сонја Крамарска јавно да му се извини за текстот објавен во Утрински на 30 јануари со наслов «Анкетарите за Тропака и Вејановски» и поднаслов «Агенцијата за испитување на јавното мислење, која ја спроведе анкетата за парламентот, обвинува за злоупотреба на резултатите». Настанот е само потврда на досегашните пракси кои што беа евидентирани во објективното истражување на Репортери без граници, каде Македонија се најде на катастрофалното 116-то место, најлоша во регионот, со пад од 83 места во последните 4 години. Минатата вечер граѓаните масовно излегоа низ улиците на Битола, Прилеп, Куманово, Неготино, Пробиштип, Гостивар, единствени во целта гласно да му се спротивстават на режимот на власта. Не ги изфрлија од парламентот само новинарите и пратениците. Не изфрлија и сите нас, 370.000 луѓе кои што гласавме за тие пратеници во парламентот. Нервозата кај власта не стивнува. Близок човек на градоначалникот на Пробиштип, кадар на ВМРО ДПМНЕ, Синиша Тимов, познат како Сулјо, со возило Сеат Кордоба намерно влетел во групата луѓе кои протестираа против власта и даваа отпор против режимот. Тимов со возилото повредил неколкумина, а едно девојче е пренесено во болница, каде и било укажана медицинска помош. Притисокот од јавноста и политичката клима допринесоа до тоа опозицијата да ја презеде власта во општина Демир Хисар. Сојузот за иднината сега го има мнозинството од 6 советници, додека ВМРО ДПМНЕ остана со 5 членови во советот.